газат преко мртви само да дојдат до целта. Вие видовте на 24 декември тие газа и уставот и законите и деловникот на собранието само за да дојде до буџетот, до пари, за да можат да финансираат на непродуктивни објекти. Скопје 2014 максимум околу 350 милиони евра се фрля на објекти кои немаат повратно десо, а овде ние живееме под мизерни услови. Не знам дали знаете дека турците во Македонија околу 45,7% живеат во сиромаштија. Ние немаме лев дома, а тој гради триумфални капи во вредност од 8 милиони евра. Тоа не е дозволено. Нема да со наши пари, со ваши пари. Бидејќи не можеше на друг начин да го донесе буџетот, видовте вие, прв пат се деси во историјата на светот парламентарците да бидат избркани, тепани во собранието, да се избркаат надвор за да се донесе буџетот. Тој ден е цунами за Македонија. Цунами за демократијата во Република Македонија, тешка аварија. Таква аварија не е видено во ниту еден парламент во светот. Можно е пратениците меѓу себе да се кара, да се вреѓа, меѓутоа полицајците со употреба на сила да го изгнедат излегувањето на пратениците од салата, тоа е невидено. А на Груевски тактиката беше ќе те фати на пато со колата стоп, милиција, 500 евра казна. Другари, еве тактиката од каде парите излеваат во буџетот. Груевски има пари од Бейзат, од Јаја, од Демо. Ека, ние сме стално на пато. Сега ќе ви дадат социјална помош, гласајте. Утре нема помош, нема. Ќе дават зејтин, абе зејтинот не го стураме, едно кило на ден трошиме. Ами од утре пак ќе даде ли зејтин дај? Вода, нема зејтин, вода. Другари, не се лажејте. Груевски кога беше тука и тај Ставревски лазеше, бегаше тука. Каде е сега? Ајде нека дојде сега тука, нека дава пари на вас, па. Нема. Утре ќе земете други ден го нема. Ќе го бараш на сон, ќе го видиш. Нема Груевски. Другари, сега друго да ме пита. Груевски има големи казни. Дукјанот ќе го затвори 10.000 евра, нема да работи. Парите во буџетот. Буџетот има пари, народот градува. Тоа ли е тактика, тоа ли е живот? Во уставот, значи слободна држава, слободна демократија, слободно движење на народот. Значи слободно политички. Ова е парламент на граѓаните, сите можат да зборуваат што се имат маки. Ама јас мислам ово мало е златна мала, мачна мала. Привидејќи, зашто сме мачна мала? 10 години биле сме без вода. Во 3 сата собрани полнавме вода, сите граѓани овде. Сите сте свидоци овде. Никој не го зема обзир ово. Значи денешно време водата не е привилегија, требавме да го имаме пред 10 години, а не сега господинот Зоран Заев ни даде вода и канализација. Значи имавме луѓе во Братство и во Бошко Буха, во Тенџерине се раја, без канализација. Значи болести се појавија пред 10 години, не сега. Значи другари, ние сите кои луѓе се прејавуваат на биро за вработување, има право на социјална помош без привилегии. Значи треба сите да се фаќаме со рака, да не биде бирократски порешување од Центар на социјални работи. Значи партиски начин социјална помош не е. Секој граѓанин кој е невработен има право на социјална помош. А тука на партиски база ги даваме ние социјалните помоши. Значи има луѓе од страх не се излеземе овде. Ние сме овде 1600 куки, над 7-8 илјади граѓани живееме на ово мало Бетовенова и 5 ноември. Значи имаме луѓе што живеат близко до Папчево. Значи шатор си направија, живеат луѓето. А сакаме да бидеме во Европа. Како ќе влеземе на Европа?
солидарни згради даде. Дали има некој од малоцинство што се довели згради, што следува на овој луѓе? Дали има? Ама ги довие пратениците. Пратениците ги довие овие згради. Солидарните згради. Значи јас сакам да ви се обратам тоа. Значи ние што сме овде, малцинството, и господинот Ердован Сараче е тука. Не, сакам да се обратам и на Ердован Сарач. Значи треба да ни подружава. Како турци, ние сме овде 8.000 турци, имаме и роми, ама мајчин јазик ни е турски јазик. Најдобро, Струмица зборува турски јазик. И од Гостивар, и од Скопје, значи турци се овде, значи треба да ни подружава.